Zašto divno je carstvo to nebesno, blaženi se oni što plaćat. Zašto ti će se udržat, blaženi se milostivite. Zašto ti Nderuar Zoti Kastriot Toka, përfaqësuesi i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile. I nderuar Zoti Marinko Sulapis, kryetari i Komunitetit Martezes në Republikën e Shqipërisë. E nderuar Gjurgjaj, kryetari i Shoqatës Maqedonase e Lindë në Tiranë të ndajë mirënjohje. Ja sviđa nekom. Da, bravo. Продолжите. Nije sve moram da ja čitam. Не, одмери ја книгата. Јас имам 2 труда веќе. Полека почнувам да работам. Добро вечер на сите. Благодарам се за што дојдовте. Сега го повикувам професор Тихомир Стојановски, професор на Факултетот за драмски уметности во Скопје, Република Македонија, со една тезата: обединување во љубовта. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur. I japim fjalën Zotit Tihomir Stoјановski, profesor në Fakultetin e Arteve Dramatike në Shkup, Republika e Maqedonisë, do na prezantojë monologun Bashkim në Dashuri. Povedете. Mir vam, srceo mi se radува. Ајде сега кажи, замолчи срце, топаните од Голобрдо, тамарите од Гора, песните од Преспа, Корча, ете сум во Тирана. Ќе дојдам при вас, откако пропатувам из Македонија. Оти ќе минам из Македонија. Македонија не е географија и историја. Тоа е духовна состојба. Македонија е една голема љубов. Ребека Вест, американската новинарка пред Втората светска војна во својата книга Сиво јагне, црн сокол, односно обратно, вели дека уметноста во Македонија не е технички трик, туку духовна врска со Создателот. Старото име за Бог во антиката кај македонците е Драј Патер, добриот татко. Ние знаеме дека имаме Отец на небесата. Затоа се радуваме, затоа плачеме, затоа ги играме песните и ората, затоа простуваме, оти знаеме дека овде сме дојдени да научиме да се љубиме еден со друг. Ние можеме да зборуваме за земни истории, за човечки суети и желби. Јас ви зборувам за Божиот закон на љубовта, запишан во македонското срце. Бог запишан. Се слушнаме за апостолот Павле, поранешниот Савле што ги гонеше христијаните. Савле падна од конјот и стана Павле. Сакаше да појде во Азија, Светиот Дух не го пушти. Сакаше да појде во Витинија, Светиот Дух не го пушти. Сакаше да појде во Африка, Духот на Отецот наш не го пушти. Потоа Павле заспа. Стани, Павле, немој да спиеш, еве го сонот. Ова го запишал Всемогутниот Отец наш. Ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ни. Апостолот Павле потоа вели: по тоа видение ние разбравме и посакавме да тргнеме за Македонија.
оти разбравме дека Господ не повика од таму да го шириме светото Евангелие. Господ вели, ќе дојдам при вас, откако пропатувам из Македонија. Оти ќе минам низ Македонија. Македонија не е географија и историја. Македонија не е крст земја да се украде, да се разневити, да се земе. Ние знаеме дека сме овде привремено. Земјата е таа која зема и таа. Коли доаѓаме на овој свет, коли ќе заминеме. Македонија е една недоиграна драма. Македонија е љубов. Македонија е капка солза од Божјото око. Македонија се песните и ората. Македонија се солзите неисплакани, но Македонија е и простување. Македонија е духовна сила која треба да покаже дека треба да се љубиме едни со други. И не е важно. Што е важно? Да зборуваме за земни истории. Името на полуостровот е македонски. Променете што сакате. Јас ги љубам и албанците, и грците, и србите, и бугарите, затоа што знам дека имам небесен Отец, затоа што сум македонец, затоа што пеам, плачам и се радувам и простувам. Ние треба да научиме да живееме едни со други, да се љубиме меѓу себе. И затоа се радувам кога ќе ги слушам песните од Гора, од Голобрдо, од Горча, од Пустец, на секаде, песните кои ги дарувал самиот Бог, да ме научи да се љубиме еден со друг. Тоа сакам да го кажам. Денеска славиме Илинден, годишниот одбележуваме во земно време. Што значат годините во вечноста? Илинден, Свети Илија, старозаветен пророк, 900 години пред Исуса Христа. А кој е знак? Зарем ние можеме да го познаваме 900 години пред Исуса Христа и да го славиме, ако не сме тие, кои сме роднини, кои сме сродници, кои сме избрале да победуваме со љубов, да го љубиме ближниот како себе си. Ете затоа сме македонци. И треба да ги љубиме сите, зашто ние сме избран сад да се шири светото Евангелие, запишан од самиот небесен Отец во неговото живо слово. Никој не може да избрише што запишал Бог, но само ако останеме во неговата љубов. Можеме ли да останеме во љубовта на нашиот Отец небесен? Амен. Ја сакам сите мир вам. Faleminderit profesorit, i japim fjalën kryetarit të shoqatës Maqedonase i Lindën Tiranës, zotit Nikola Gjurgje. Добро вечер на сите. Добро вечер на сите. Ваша екселенција Дончо Марковски, амбасадор на Република Македонија во Република Албанија. Почитуван господин Андреј Тушенко, трет секретар во амбасадата Руска во Тирана. Почитуван господинот Борис Марков, трет секретар во амбасадата на Република Русија во Република Албанија. Почитуван господин Карен Парај, консул на државата Палестина во Република Албанија. Почитуван господин Кастрел Тотав, представник на Агенцијата за поддршка на граѓанското општество во Албанија. Почитуван господин Маринко Чуафич, председател на Црногорската заедница во Република Албанија. Почитувана
доктор Ели Лучевска, директор на Институтот за старословенски откритија во Република Македонија, почитувана Мери Стојанова, директорка на Националната установа Завод и музеј од Битола, Република Македонија. Ценети присутни, дами и господа, драги пријатели. Денеска обележуваме јубилејно прославување. Годината во оваа година се прават 10 години од формирањето на Македонското друштво Илинден. Македонското друштво Илинден е формиран на 6 февруари 2009 година и е регистрирано во Основниот суд во Тирана, со цел заштита информација на македонскиот јазичен, културен, верскиот, историски и државниот идентитет и на македонците во Република Албанија. За периодот од 10 години од основањето, отвори многу активности. Секој од нив заслужува внимание. Ќе ви изводиме некои од нив. На 16 јануари 2010 година во Тирана се организираше донација на книги за македонците во Тирана, што ги посетија курсевите на македонски јазик. На 10 јули 2010 година учествуваше на фолклорни фестивал во Охрид. На 27 март 2011 во Домот на офицери во Тирана организиравме промоција на македонски филмови. На 28 јули до 5 август 2011 година учествувавме во Шолта, во Хрватска, во летна школа за македонски јазик. Од 2013 година учествувавме во фолклорен фестивал во Гора, организиран од Горанска заедница на Косово. Учествувавме со наши представници. Освајавме безброј средби со многу државни институции и општини. А со работката ја проширавме и со невладиниот сектор во земјата и во странство. Како најзначнија активност на Македонско друштво Илинден ги посочиме посетата на Федералната унија за европските националности на 20 февруари 2015 година. На тоа посета ги информиравме представниците на Унијата на европските националности за состојбата на македонците во Албанија. Исто време во таа посета се отвори и пат за зачленување на македонското друштво во Федералната унија за европските националности. Ја користам ова свечена прилика да опатам добронамерни критики до владата на Република Албанија и до наследниците министерства и организации да посветат посебно внимание и позитивно до одговорните за нашите барања за македонски јазик во Голборда и во Гора. И секдека има значително број на македонци. Имајќи во предвид дека тоа веќе се остварува во Мала Преспа. Бараме од владата да изврши промена на штетно територијалната организација и да формира во областа Горо и Голборда да формира посебни општини, бидејќи таму македонците се во тешка состојба. Нашите ставови за законот за малцинството се исти како и пред донесување на овој закон. Неколку пати кажувавме дека законот треба да ги реши проблемите на националните малцинства, но со ново донесениот закон се постигна, не се постигна ефектот донесено дополнителни проблеми со законот кои се негативни
не само за македонците, туку и за Република Албанија во целина. Македонско друштво Илинден останува посветено на борбата за македонското национално нација во Албанија, за унапредување на положбата на правата на македонците врз основа на принцип на меѓународно право на еднакви сувереност, реципроцитет во меѓусебните односи меѓу Република Македонија и Република Албанија и по прашањето за македонците во Република Албанија и албанците во Република Македонија како мостови на братство и пријателство меѓу двата народи. И ние не трчаме да победиме, туку да преживеме. За нас тука и за идните генерации. Македонско друштво Илинден денеска ја прославува својата 10-годишна од работа и постојање. А за неговото постигнување оставаме повеќе да каже историјата. Да се вечни македонците во Република Албанија, да живеат македонско-албанско пријателство. Благодарам за вниманието. Повикувам амбасадорот на Република Македонија во Република Албанија, екселенцијо Дончо Марковски, да се обрати на присутните. Благодарам ви уште еднаш честитки од се срце. Хвала. Ќе се снемиме? Најпрво добро вечер на сите, почитувани македонки, почитувани македонци, почитувани гости, почитувани членови на дипломатскиот кор, почитувани пријатели. Дозволете ми од името на амбасадата на Република Македонија и од моје лично име да упатам искрени честитки по повод 10-годишнината од основањето на македонското друштво Илинден во Тирана, Република Албанија. Во изминатата декада, друштвото Илинден израсна во предпознатлив граѓански субјект, збогатувајќи го цивилното милје во албанското демократско општество. Благородните цели кон кои што се стремат членовите на Илинден, но и членовите на останатите македонски друштва, се да го зачуваат културното битие и вродениот пилар на македонштината, што македонецот со векови и низ разни премрежја го носел со себе. Република Албанија со донесениот закон за малцинствата ги отвори портите на демократијата, внесувајќи ги европските вредности во секојдневниот живот на своите граѓани, меѓу кои спаѓаат македонците и останатите малцински групи во оваа убава земја. Тоа подразбира слобода да се изрази посебноста на секој во градењето на заедничкото албанско општество. Во тоа треба да се гледаат можностите на македонците за нивна натамошна работа во негувањето на македонскиот јазик, култура, идентитет и над се нивната посебност. Скорото отварање на македонскиот културно-информативен центар во Тирана ќе представува одлична можност за артикулирање на вашите активности пред албанската културна јавност. Почитувани пријатели, дозволете ми од ова место да ја упатам следната порака до вас. Живееме во период на изразени пријателски односи меѓу Република Македонија и Република Албанија. Покрај плодната билатерална соработка, мощне скоро очекуваме да бидеме заедно во две мощни значајни организации НАТО и Европската Унија. Заеднички влегуваме во светот на западните вредности, свет во кој човековите права, а особено правото на поединецот, го добива своето место во општеството. Затоа,
вечерва и од ова место ве повикувам сите македонски друштва, интелектуалци, истакнати поединци и сите македонци од Мала Преспа, Гора, Голобрдо, Тирана и секаде ширум Албанија да бидете сплотени, а не поделени во она што го работите, едноставно да бидете неимари на вашата судбина, да бидете градители на мостови на пријателство меѓу двете држави и двата народа. Да сте ми живи и здрави. Ви благодарам на вниманието. Вајемен ден. Сега одиме со еден дел благодарници и награди по повод 10 години од Македонско друштво Илинден Тирана. Повикувам професор доктор Илинден Спасе, автор на книги, статии за македонското национално малцинство во Република Албанија. Пишуваат на македонски јазик и на албански јазик. Повелете. Повикуваме мистер Естела Ѓурѓев Карамешиновска, историчар, секретар на Македонско друштво Илинден Тирана и дописник на македонски вестник Илинден. Наградата го зема татко му на Естела, дека бидејќи е бремена и не може да дојде. Повикувам господинот Васил Сериовски, секретар на Македонска алијанса за европска интеграција, активист на македонско национално малцинство во Албанија и основач на Македонско друштво Илинден Тирана. Изгледа тука не е. Повикувам господја Савиола Лока, основач на Македонско друштво Илинден Тирана. Ако е Меча Шкала, основач на Македонско друштво Илинден Тирана. Благодарницата го земат брат. Повикуваме доктор Ели Лучевска, директор на Институтот за старословенска култура Прилеп од Република Македонија. Предето за вас. Повикувам господја Елени Загарда, понарешен советник на Македонска алијанса за европска интеграција во општина Билишта, активист на македонското малцинство во Билишта. Го повикувам Сара Джелили, автор на поезии, активист во градот Елбасан, член на Македонско друштво Илинден Голобрдо и дописник на македонски вестник Илинден. Сега го повикувам доктор Мери Стојанова, директор на Национално успавно завод и музеј Битола од Република Македонија. Ова година за 10 години ќе му се додели награда Илинден на председателот на Република Албанија, господинот Илијан Мета, и на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Исто им награда Илинден ќе му се додели и на пратени од манастирот Игорски. И едно големо благодарност до Комитетот за човечки права од Канада и за нив
си имам награда Илинден и благодарен големо и за настанот, они има помогнато. И сега при крај на настанот го повикувам професор доктор Катерина Тодоровска да ги презентира книгите за македонското во Албанија, за друштвото и македонците и албанците од Древниот конгрес до 11-то восстание. Поведете, професор. Почитувани, пред се само да кажам дека се чувствувам многу горда и многу среќна што вечера сум меѓу вас. Првата причина заради тоа е 10 годишнината од едно здружение кое што кога се формираше, сите беа скептици дека воопшто може да издржи не цела година. Еве издржа некаде околу 10 години, очекувам да издржи уште 10 пати по 10 години. Благодарение на председателот Никола Ѓурѓев, благодарение на неговите родители, да сте ми живи и здрави, и благодарение на сите работници кои што учествуваа во работата на здружението, односно друштвото и издавањето на вестникот. Сега ќе ми дозволите една мала дигресија која што сакам да ја кажам не заради она што сум повикана вечерва, туку заради она што го чувствувам. Меѓутоа секогаш го нагласував тоа, тој беше мојот неформален учител, човек кој што многу го почитував, Павле Никола. Книгите кои што би требало да ви ги представам се мои и на колешката Мери Стојанова трудови, кои што се базираат на документација. Може би ќе делува малку нескромно, меѓутоа ќе кажам 2-3 работи. Кога работите наука, вие секогаш тргнувате од тоа дека не знаете ништо. И дека кога ќе дојдете на терен, ќе видите дека навистина сте биле во право. Вие не знаете ништо. Затоа што секоја една отворена душа вамби една отворена книга. Меѓутоа, вие од сите тие книги треба да направите еден мозаик во кој што ниту една душа нема да биде премногу застапена, ниту една душа пак да не биде одбиена. Односно да не биде застапена во книга. Кога ја читав книгата на колешката Мери Стојанова, која што е директор на денес, после толку многу години, на една установа која што е многу значајна за Република Македонија и веруваме и за македонците во Албанија и во диаспората. Првиот спешоток беше колку труд таа вложила. Вложениот труд не се гледа само на 230 страници, тоа може да биде и посублимиран текст. Меѓутоа, потребата да се каже вистината, да се кажат сите оние чувства кои што таа ги доживела или ги преживувала, додека истражувала, е она кое што вас не може да ве остави равнодушен или пак уште помалку да ја оставите книгата за утре. Таа книга ве влече, вие мора да ја прочитате. Не затоа што сакате да знаете нешто повеќе, туку затоа што таа кажала толку многу, што вие не можете да речете дека вашата приказна е веќе раскажана и веќе е кажана. Не, и другите приказни се дел од вашата приказна. И тука се наоѓате вие во низините приказни. Значи, таа кога зборува за едно село од Голобрд. Голобрдските села се бисери. Кој не бил таму за жал, жално е, значи, одека некој кога не би бил таму или кога не би ги посетил тие села и би зборувал за нив. Меѓутоа таа била таму, таа зборувала со тие луѓе, тие луѓе ги испочитувала и силата нивна историја ја предала. Онолку колку што сметала дека треба да биде пренесена. Истото тоа се случува и со книгата за која што јас пишувам. Меѓутоа пишувам за еден многу интересен период за македонците и во Албанија и во Македонија. Тоа е периодот од 1878 година, односно од Берлинскиот конгрес до Илинденското восстание. Тоа е еден период кој што за македонците е исклучително важен. Ние не можеме да се исклучиме од борбата на албанскиот народ за осамостојување и борбата на македонскиот народ за осамостојување. Многу често знам да кажам или многу често знам да напишам дека македонците и албанците делуваат како две мали деца, кои што кога имаат надглава тутор, знаат да бидат заедно и да се борат против туторот. Меѓутоа, кога ќе го немаат тој тутор, да речеме тоа е да
тоа е периодот кога тие книги, кога го немаат туторот, тие почнуваат да се бараат закачи за себе, не заради други. Така што тие две книги се исклучително интересни, јас би препорачала доколку можеме да ги прочитаме, односно доколку можете да ги прочитате, да ги прочитате. Најважната книга која што за мене вечерва е многу показателна, тоа е декадата на македонското друштво Илинден Тирана. Значи тоа е овој момент кој што ние вечерва го прославуваме или овој момент кој што го одбележуваме. Зошто е декадата на македонското друштво Илинден многу битна? Она што мене ми е предизвик, тоа е да кажам дека од овие 10 години, барем јас колку што бев присутна во Албанија, а тоа се 30 години, значи сега ќе зборувам за овие 10 години, се запознав со луѓе кои што само ги читав по документи, меѓутоа документи кои што припаѓаа на македонското друштво Илинден. А македонското друштво Илинден, за разлика од другите друштва, има собрано една многу сериозна и многу богата архива. Бидејќи ние како историчари нормално и како сите други научници работиме пред се на документација, а потоа и на мемуари кои што нормално дека ги споредуваме, односно компарираме со сето она што ни е напишано во документацијата и даваме предност на документацијата. Така што одека ги најдов сите можни документи кои што е можно не само да се компарира, туку и да се презентираат со една единствена цел. Да не се заборави македонштината и македонското население во Албанија. Знаеме сите, одека сме сведоци, дека нашата национална историја има сериозни закривачи. Она што е наше, да речеме, наш недостаток, јас лично ќе му се обратам и на амбасадорот на Република Македонија во Република Албанија, ќе замолам да пренесе тамо дека веќе 15 години ние бараме да се формира еден тим кој што ќе работи историјата, етнографијата, јазикот и сите други обелешја на македонците во Албанија. Досега не ни е излезено во пресрет, еве тука се две од господите кои што навистина се вложија себе си, за да остават, да го запишат сето она што може да не осведочи и да не води напред кон сите оние перспективи кои што ние се обидуваме да ги достигнеме. Имам чувство дека можеме, имам чувство дека ние ги имаме луѓето, имам чувство дека немаме интерес. Мораме да го победиме и да го добиеме и интересот кој што нам ни следува како научници, меѓутоа го следува и на македонскиот народ во Република Албанија како конститутивен, односно народ кој што секогаш како многу честен и како многу внимателен партиципент во државата Албанија, никогаш и никаде и во ниедна своја прилика не го омаловажил или не го погазил албанското државјанство или своето албанско државјанство. Значи, тие секогаш се честни државјани, секогаш се добри граѓани, меѓутоа мислам дека ние, како македонска држава, треба да им дадеме малку поголем поттик за сето оно што тие го имаат направено да излезе на виделина. И ќе завршам со уште една работа, која што се радувам дека не сум многу досадна, меѓутоа завршувам овде. Ќе завршам со книгите кои што беа напишани од Павле Никола, од Велјо Цварко, од Цветан Мазников, од Стерио Спасе, од Илинден Спасе и од сите оние други македонски дејци кои што оставија неизбришни, ќе повторам, неизбришни печат во македонската историја, неизбришни печат во историјата на македонците во Албанија, неизбришни печат во историјата на Балкан. Балканот е многу тензичен. Меѓутоа, ние само со работа, со наука и со докажување на вистина, не онаа вистина која што сакаме да ја чуеме на телевизија, туку вистината која што ја пишува во документите. Таа наша вистина ќе не однесе и до Европа, ќе не однесе и во големото општество. Благодарам, многу сум среќна што ве имам. Зашто нивно е царството небесно, блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат.
Blaženi са милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат.